Екипо, проучувавме за фракталот на временскиот интервал, па денес го разработуваме тоа во техничката анализа внатре. Значи, фрактал на таймфрейм и entry сигнал. Ова видео е создадено исклучиво за едукативни цели. Ние не сме финансиски советници и не гарантираме добивка. Секое тргување е ризично. Информирај се добро и консултирај се со лиценциран експерт пред да донесеш финансиска одлука. Екипо, како што поминуваат епизодите, мора да влегуваме уште подлабоко во чартов, значи во price actionов и сите тие работи, за да ви станат работите уште појасни и да имате чиста слика што се случува во позадина. Сигурен сум дека се сеќавате, спомнавме за временските интервали пред некоја епизода, дека секој временски интервал има точка А и точка Б, значи ние следиме голем интервал, но помалите би ги користиле за нешто друго, а тоа е за entry сигнал. Се пред да го објаснам entry сигнал, односно што значи entry сигнал? Entry сигнал не е последната точка за причина за да влеземе во позиција. Значи последната причина за влеземе во позиција. Тоа ни се вика entry сигнал. Значи некако да даме сигнал во група, туку entry сигнал од нашава стратегија. Сега, за да ви биде јасен entry сигнал, мора да опфатиме временскиот интервал и да видиме daily свеќата како изгледа на 4 сати, weekly свеќата како изгледа на daily и така натаму. Па ќе започнеме од weekly. Она што мене битно да ви го доловам. Кажавме дека engulfing candle е потенцијален крај на трендот или почеток на нов тренд. Значи или реврзал или почеток на нов тренд. Ова е на weekly, значи овде имаме 5 денови. И одиме да обележиме неделата. На daily што се случува? Значи овде почнал понеделник. Така? Значи на weekly имаме engulfing, назнака дека ценава тука завршува трендо за булиш, односно потенцијален реврзал и можност дека цената треба продолжи бериш. На daily. На daily понеделник имаме, на daily имаме понеделник. И што се случува понеделник? Понеделник исто ни дава bearish engulfing. Значи, понеделникот ни се отвара со bearish engulfing. Тука ни дава назнака дека потенцијален реврзал имаме, дека трендот тука застанува, формира нешто друго. И се пазете. Имаме bearish engulfing на daily. Имаме swing high. Имаме зона на интерес. Како daily е формиран, значи, како што ти реков пред минатите епизоди, како помалиот таймфрейм диктира и само потврдува дека поголемиот е во право. Значи, помалиот таймфрейм го креира пато за поголемиот. Се пазете. Понеделник се отвара. Имаме bearish engulfing. Назнака дека продолжува за сел, односно bull маркетот завршува во оваа ситуација. Назнака дека продолжува дека имаме потенцијален реврзал и голта 2-3 свејки овде. Вторник што се случува? Вторник екстра конфирмација плюс брейк под овај лоу. Што значи тоа? Брейк на структура. Брейк на структура. Среда, четврток и петок продолжува трендо. На weekly изгледа вака. Цела свеќа. Daily од понеделникот нас ни дава назнака дека би имале bearish weekly candle. Мислам, bearish модел, да речеме, или sell модел. Значи, ние во ситуација овие десно ни гледаме. Значи, ќе биде само ова свеќа. Но ова е првата назнака. Овде имаме втор знак. Имаме брейк. Ако одиме на помал таймфрейм на овој 4 сати engulfing, само да го обележим. Тоа беше во понеделник, реков. Што се случува на 4 сати? Еве го. 4 сати што имаме? Engulfing. И се пазете како се спојуваат работите. Че имаме Пимбер реакција, потенцијален реврзал, имаме engulfing реакција, потенцијален реврзал,
Имаме затворање по 4 сати структура. Што прави ценава? Продолжува надолу. И сега гледайте. На 4 сати структура овде имаме шујучев, Fairvalley Gap, retest, sell. Ако појдеме овие 4 сати да ги поделиме на 1 сат. Што се случува на 1 сат? Че на 1 сат овде ќе имам нешто друго ес. Head and shoulder, break на neckline. Значи break на neckline. Се враќа во Fairvalley Gap ценава. Што прави? Оди сел. Многу важна работа. Бараме тренд. Бараме зона на интерес. Од најголем таймфрем слегуваме на помал. Секој таймфрем има своја приказна. Ние имаме главна приказна во главата, трейдинг план, што ќе ви го дадам на крајот од академијава. Според тој трейдинг план, ние треба логички да отвориме мозокот и да гледаме што ценава ни принта. Оти овде ценава вриска за сел. Верувајте дека вриска, значи од викли, како што слегуваме надолу, цело време гледате дека имаме на секој таймфрем по еден сигнал дека треба цената да слегува надолу. Дали се разбираме? Значи логички следете го таймфреймот. Од најголем до најмал. Ако имаме bearish engulfing на daily, одма гледаме што се случува на 4 сати. Дали 4 сати ни дал брейк за bearish. Ако 4 сати ни дал брейк, одма гледаме на 1 сат и на 2 сати. Значи мора да ја следиме маркет структурава на сите таймфрейми. Зошто? Колку поиќе конфирмации имаме, толку поголема шанса дека трейдо може да се случи. Пак ќе повторам. Колку поголеми шанси, само тука треба да заокружиме. Дека не по секоја цена треба да го бараме само ова. Треба да дајме маркетот да ни покаже. Не ние да го бараме. Од Fairvalley Gap зона на интерес можеме да сегде да бараме. Не логички, не механички. Немојте механички. ICT, што тргува претходната структура, претходната академија што беше, со таа стратегија. Јас трейдав механички. И затоа беа резултатите такви кои што се. Затоа ве замалувам, гледајте логички. Следете ги таймфреймите. Сечи го. Викли сечи го на дейли. Дейли сечи на 4 сати. 4 сати сечи на 2 сати. На 1. Нешто не ти е јасно, врати се назад во часовите. Се е објаснато. Значи, за да дојдеме до овој момент, се е опфатено. Price action. Акција на цената. Мора да ја читаме со очи, мора да ни затвори логиката. Мора да знаеме дека против нас кој се. На почетокот што спомнавме, многу јаки трейдери, паметни глави, банки, хедж фондови. Не може со нив да се зафркаваме. А никој, па и сосиле овде не ни вика влези. Значи, ние треба да најдеме силна причина. Треба силно да најдеме дека треба да влеземе во позиција. А како ќе најдеме силно? Следејќи акцијата на цената во секој временски интервал. Да се вратиме назад, сакам да ви дам неколку примери. Што се случува кога имаме пимбар, значи се опфативме за engulfing candle. Сега ќе опфатиме, значи викли гледаме bearish engulfing, што се случува на daily. Пошто викли daily има 5 денови, значи, тука се во прашање, има премногу работа. Ќе гледаме од daily на назад, значи од daily на 4 сати. Вие ќе гледате од викли на daily, од daily на 4 сати и така натаму. Значи вас ви дадов сега пример, за да не ве бунам премногу. Ќе фатиме пак примери, значи како што ќе акцијава на ценава, така ќе фаќаме примери. Значи овде во ситуација во овој пар има премногу реакции овде, така да ќе бараме нешто лево. Еве. Значи земете за пример дека овде имаме зона на интерес, едно пипкање, 2 пипкање, 3 пипкање и така натаму. Че овде десно не гледаме. Имаме зона на интерес. И сега што се случува? Сме имале преголем bullish engulfing candle. Од engulfing се затвора овде на сите структури. Оп,
Ама што се случува овде? Че овде имаме зона на интерес. Значи овде не опфаќаме тренд, туку сакам да опфатиме временски интервал. Трендот секој ќе се следи. И се што се случува? Weekly ни дава Harami pattern или пимбар. Што ни дава тоа назнака? Дека чекај, трендов тука може да заврши, потенцијален реврзал. Се што правиме? Одиме на daily. Само да направам за да не се губиме. Одиме на daily. На daily да видиме што, значи мора да ја читате цената. На daily имаме 3 пин барови. Што значи тоа? Че преголем булиш buy модел, значи овде биле пресилни овие што се бајариве, че тие што купуваат. Идиме до зона на интерес. Петок смирување. Понеделник смирување, значи пин бар. Вторник смирување. Значи daily ни вика окей, момци, во зона на интерес сме овде. Еве ви 3 пин барови, значи нешто се случува. Изгубиле моите овие што купуваат, се активираат овие што продаваат. Одиме на 4 сати. Значи на daily имаме 3 пин барови, да видиме на 4 сати што се случува. Значи во обсек се 3 дена овде. Што се случува во 4 сати? Собирање на liquidity, engulfing candle, retest, nov engulfing. Retest, nov engulfing, break од оваа структура. Retest, продолжува. Чи weekly ми дал назнака на Harami pattern или пимбар. 3 дена, значи 3 дена, ценава стишува, не имаме пин барови и 4 сати мене ми дава назнака дека имаме брейк под структура и дека овде имаме engulfing candle за надолу. Се не знам на еден сат дали ќе ми даде дата, пошто е малце предалеку. Не ми дава, за жал. Ќе ве опатиме поблиску. Која ми е поентава? Баравме тренд, баравме зона на интерес. Што е следно во таа зона на интерес? Значи, ние не чекаме само да пипни ценава во зона на интерес. Ние чекаме многу други екстра конфирмации, тој entry сигнал, за да ние да можеме да влеземе во позиција. Сакам да ви доловам и на еден сат што се случува, така да морам десно да барам нешто, ќе најдам друг пар. Еве го овој. Значи, замислете дека имаме протренд, дека сме во зона на интерес и дека треба да бараме сел. Че овде имаме bullish engulfing и одма имаме пимбар. Ајде да видиме што се случило тој пимбар. Engulfing candle или evening star на daily. Значи во неделава што ни дава на знак? Овде имаме пимбар. Се смирува bullish моментот. Овде имаме значи weekly, на daily имаме и engulfing и evening star. Што ни дава на знака? Океј, мамци, чекајте. Значи моментот е завршен. Имаме овде па веќе сел модел се викува, значи ќе видиме 3 континуирани bearish кендели надолу, значи е сел модел или 3 континуирани bullish кендели, тоа ти е buy модел. Што се случува овде? На daily имаме сел модел. Имаме evening star. Океј, ајде одиме на 4 сати. Одиме на 4 сати. Што се случува на 4 сати? Значи, глава, рамо, еве десно рамо, брейк. Овде значи head and shoulder има. Друго што гледам. Ова ми бил последен лоу. Брейк на тој лоу. Друго што гледам. Овде гледам fair value gap се вратила цена. Ретест. Продолжува сел. Што гледам следно? На секој следен higher, lower low и lower high, ценава ни остава принт. Што ни остава? Fair value gap retest. Fair value gap retest. Се спушта момент под зоната на интерес. 4 сати имаме, значи еден лоу е елиминиран, 2, 3, 4 лоу имаме елиминирани. Појдиме на еден сат. Што се случува на еден сат?
Сад имаме структурно бериш модел. Зошто? Секој лоу е елиминиран. Ова е моменто кај шо секој помал таймфрейм ни дава назнака дека поголемиот е во право. Сега. Ме интересира овде кантер. Сакам протрend да најдам. Weekly bearish, daily bearish, 4 сати bearish имам пишано овде се. Што се случува? Имаме weekly engulfing candle. На daily изгледа овака, sell модел. Сега. Одма после тоа ми дава мене некаков си неодлучен кендел. Значи пазете, овде сме протрend, овде како би изгледал еден перфектен трейд. Одам јас на weekly, што можам прво да забележам на weekly? Вака. Да отргнам само ова. На weekly можам да забележам дека имаме fair value gap на weekly точно во зоната на интерес. Една причина. Овде ми вика, окей, мора да направам, значи имаме bearish engulfing, имаме ретест. Зошто ти овде предлабоко избегана цена во оваа зона на интерес, се мора да имаме ретест за да одиме надолу. Нели рековме брейк па ретест. Ако се случи ретест, имаме потенцијален lower high. Одиме на daily. На daily што се случува? Екстра конфирмација. Имаме bearish модел, имаме отворен fair value gap. Што чакаме следно? Значи daily ми кажува дека имаме отворен fair value gap, дека и на weekly имаме отворен и на daily. То ми кажува дека чекаме потенцијален ретест. Ама во два таймфрейми сме bearish, значи двата таймфрейми одат надолу. Овде чекаме потенцијален ретест. Ја немам право овде да одам сел, немам причина. Не треба овде, значи чекам ретест. Одиме на 4 сати, што ми кажува цената на 4 сати? Преголем fair value gap. Значи на 4 сати ми потврдува нешто. Овде да, ретест стане. Значи овде можеме автоматски да видиме многу други причини зашто цената треба да се врати. Зошто треба да се врати? Значи овде фаза на акумулација. Значи фаза на акумулација. Што чекаме следно? Фаза на манипулација. Значи акумулација, манипулација. Каде манипулација? Значи во зоната на интерес да ги намами баериве. Да му рече, окей, еве ви нешто, ќе ще треба да одите бај. Ние од тука се активираме за сел. Разбираш? А овде лево имаме други причини. Previous structure point, психолошки левел, зона на интерес, EMA и така натаму. Дали ме разбираш? Значи, секој помал таймфрейм мора да има екстра причина како додаток. Сега. Он е главен момент за entry сигнал. Секогаш, во многу наврати, треба да види weekly и 4 сати во корелација. Daily може да е bullish, 4 сати мора секогаш да биде bearish. Ми се докаже тоа дека 4 сати морам да го чекам секогаш да биде bearish за по сигурни трейдови, односно по A+ трейдови. Сега. Рековме, нели, секој таймфрейм има различна приказна по себе, ама мора да ни дај некаква назнака. Ако јас чекам 4 сати да ми се врати во овој fair value gap, то значи дека автоматски ќе ми постане bullish. Следно што чекам јас 4 сати да ми постане bearish. Значи тоа е прва назнака во зоната на интерес. Значи околу зоната на интерес или во зоната. Околу може да има плюс 10 пипа да е подолу. И што фазла? 10 до 15 пипа. Следно што ми е? Замислете ја ситуацијава следна. Ценава иди во зона на интерес. Се прави булиш. Не остава лоу. Значи, за да не ве будам. Имаме ваков кендел. Активен. Не остава овде акумулација некоја. Не остава лоу на 4 сати. Значи, ова замислете дека се кендели. И моментот булиш 4 сати станува bearish. Значи тој брейк на структура овде ми треба мене. Кога ќе стани 4 сати bearish, слушајте ме добро. Тоа значи дека 4 сати ми имал брейк на структура. Ние рековме на потенцијален lower high влегуваме. Значи 4 сати јас чекам да ми стане bearish. Сакам во ситуацијава да ви покажам
Еве овде. Замислете дека сме во зона на интерес и чекаме ритест. Ова е 4 сати. 4 сати е бериш. Значи 4 сати е бериш. Ние не можеме да влеземе на lower low. Овде сме за сел. Значи не можеме на lower low да влеземе. Ние влегуваме на lower high. Односно тоа што значи после импулс правиме корекција. Секогаш слегуваме од 4 сати на 30 минути. Ова е моментот на ентри сигнал. Секогаш од 4 сати влегуваме на 30 минути. Зошто? Ние чекаме потенцијален lower high. Што значи тоа потенцијален lower high? 30 минути може, значи ние чекаме потенцијалниот lower high на 30 минути. Што значи? Значи 30 минути може дури прави корекција. Значи на 4 сати прави lower high, на 30 минути прави корекции, на 4 сати прави корекција. Така? Значи ние големиот таймфрейм го имаме bearish. На 30 минути може да дојде да постане bullish. Во ситуацијава. Да видиме дали ќе постане bullish, ме интересира. Сакам да го доловам момент. Оп, дали сме овде bullish? Значи нас 30 минути ни станал bullish со break нови high. Е сега. Следен чекор што треба е 30 минути да ни се врати bearish. Значи малиот таймфрейм да почне да ни дава назнака дека поголемиот таймфрейм преминува во bearish. Односно дека се формира тој потенцијален lower high. И сега, ако ми овој последен high е уназад, овој ми е најблизок последен low. Овде. Значи најблизок последен low. Што правам? Чекам 30 минути да ми стане, значи во ситуацијава имаме нов high. Ако имаме нов high, едно уназад се враќа ова е нов low, односно претходен low. Чекам овде брейк. И јас фактички чекам потенцијалниот lower high на 4 сати да ми се направи на 30 минути, односно на 30 минути да ми ја дај првиот знак. Чекам се дур 30 минути не стане bearish. Овде во ситуацијава 30 минути станува bearish. Ако 30 минути станува bearish, на 1 сат ние треба да имаме engulfing candle. Значи на 1 сат треба да имаме ние engulfing candle. Во ситуацијава. Овде сме 30 минути bearish, овде се малце глична тоа пошто имаме реплей. Замислете го дека ова ни е bearish engulfing. Значи на 30 минути треба да ни стане bearish, а на 1 час да имаме bearish engulfing. Значи 30 минути е најмал таймфрейм, што следиме, структурно крши, значи крши структура за bearish, на 1 сат ни дава engulfing bearish candle. Значи автоматски имаме два таймфрейми што ни даваат назнака за сел. Но овој bearish engulfing, јас влегувам. Значи сите ние влегуваме. Ќе фатиме и кај ставаме стоп лос, сега е моментот на ентри сигнал. Значи потенцијалниот lower high на 4 сати што треба да се формира, ние го гледаме на 30 минути. Зошто ти нели секојаш помалиот таймфрейм, значи помалиот таймфрейм ни дава прв назнака за поголемиот. Во ситуација овде е испалена свеќата, да видиме што се случува. Значи на 30 минути ние чекаме брейк, а на 1 сат екстра конфирмација за дека цената сака да оди надолу. Што се случува? Значи 30 минути имаме bearish, 1 сат имаме bearish engulfing, а на 4 сати имаме higher low. Дали ме разбираш? Значи ние сме влезени, кај сме влезени? На потенцијалниот higher low, односно на малце, помалце од средината. Дали се разбираме? Значи овие работи мора да ги вежбате. Зошто? За да знаете што правите. Значи сме дошле во зона на интерес. 4 сати ни станало bullish, чекаме 4 сати да ни стане bearish. Со самиот брейк на овој bearish, ние слегуваме одма на помал таймфрейм. Зошто? Ти ние влегуваме секош на корекцијата. Значи секош одиме на помал таймфрейм. 30 минути. 30 минути дури правил корекција ни станал bullish. Океј. Не превземаме ништо дури 30 минути не се врати bearish. Ако 30 минути ни се врати bearish и ни дај брейк на структура, на 1 сат мора да има engulfing candle. Зошто? Ти тој engulfing не вика, океј, овде е моментот кај што bullish трендот завршува и имаме нешто што би го туркало надолу. Од тој момент ние влегуваме во ентри сигнал. Следната епизода ќе опфаќаме
кај таргетираме стоп лос, entry of е сега, кај го позиционираме стоп лосо, а кај да таргетираме, значи, потенцијален профит. Вежбајте ги овие временски интервали, вежбајте од најголем до најмал, мора логички да ги разбирате работиве што се случуваат во позадина и секогаш помалиот таймфрейм давајте му, значи, целта е јасна на поголемиот таймфрейм. Ама ние треба екстра да бараме причина на помалиот таймфрейм, како што кажав, да ни дај назнака дека големиот таймфрейм е во право и дека продолжуваме во таков правец. Импулсот и корекцијата нека не ве бунат. Знајте во оваа ситуација дека корекцијава на 4 сати помалиот таймфрейм оди булиш. Тоа не значи дека поголемиот таймфрейм ќе оди булиш. Не, тоа значи дека помалиот таймфрейм тргнал да ја направи корекцијата на поголемиот таймфрейм. Од моментот кога малиот таймфрейм ќе дај назнака во правецот што го сакаме, во ситуацијава во бериш. Значи не е доволно само 30 минути. Минимум 1 сат engulfing candle. Може и 2 сати да гледате, на 2 сати да видите што се случува. На 2 сати имаме пимбар реакција. Одлично. Значи, од пимбаро имаме engulfing candle. Одлично. Екстра конфирмација за сел. Овде што имаме? Lower high. Екстра конфирмација. Што прави цената? Цената оди full target. Значи, битна ствар. Мора да го читате временскиот интервал од најголем до најмал. Кога и мора да ви се крила сликата во главата. Значи, мора. И она што сакам да напоменам. Спомнав акумулација, манипулација и дистрибуција. AMD фази се тие. Значи, цената има фаза на акумулација, на манипулација и на дистрибуција. Ние тоа го користиме само на weekly time frame. Што значи само на weekly time frame? Само да го пуштам нешто да ви објаснам. Значи, ние чекаме. Што чекаме ние овде? Овде ние чекаме реакција во зоната на интерес. Значи, чекаме ние да се вратиме. Викли ни е бериш, дейли ни е бериш и ние чекаме можна реакција од зона на интерес. Ова е викли. Ако е ова на викли, јас секогаш чекам понеделник, вторник да ми одат нагоре. Ако понеделник и вторник одат нагоре, што се формира на викли кендел? Знаеш? На викли кендел се формира викот. Значи, секогаш, нели, овде сум бериш, ако одам бериш, ценава се отвара горе, прави највисоко ниво и продолжува надолу. Анатомијата на свеќата. Тие акумулација, значи понеделник се отвара и стои вместо. Значи, замислете свеќава дека треба да биде бериш ова што ја гледаме моментално. Значи, овде се отвара, понеделник стои вместо. Вторник прави манипулација. Значи, тоа што стои вместо е акумулација. AMD, акумулација. Вторник прави манипулација, односно ни остава викот на викли. Значи, следете ме добро. Акумулација, манипулација. Од среда натаму јас чекам малиот таймфрейм да ми дај назнака дека ќе имаме дистрибуција, односно контра од тоа. Значи, секојаш одиме контра. Мислам, во ситуацијава од манипулацијата ние одиме секојаш контра. И мене ако ми се отвори ова свеќа, се е отворена, да. И ако тргне директно на зоната на интерес, тогаш јас имам во главата дека окей, ми се случува нешто на AMD, што кажав. Има акумулација, има манипулација, односно овде манипулира баери, докаде ги манипулира до зона на интерес, психолошки левел и така натаму. И јас на дейли ќе знам дека понеделник и вторник имаме акумулација и манипулација. Знам дека од среда јас чекам првично потенцијален entry сигнал, односно екстра конфирмација на помалите таймфреми. Зато ве замолувам, ова видео изгледајте го треба и по 3-4 пати и треба ви влези во главата секој, значи, временски интервал да го читате на помал. Викли да го читате на дейли. Дейли се отвара исто, значи на дейли ако се отвара долу, односно очекуваме булиш свеќа. Се отвара долу и направи дно и тере нагоре. Значи слезете на 4 сати и направите ја сликата на 4 сати од дейли што би требало да направи. 4 сати сакам да ми дај engulfing candle. Слезете во 1 сат, значи има 4 свеќи од 1 сат. Направете ја сликата. Ако ви се потврди, тогаш вие знаете дека окей, ова е принт, ова е знак, ова е entry сигнал. Ова видео гледајте го повеќе пати од овој временски интервал и сите овие работи што ви ги кажав, мора да ги читате за да ви биде полесен price action, односно да имате чиста и јасна слика
и што и да се случи, запамтете дека и по сите овие правила и прописи да се случува, значи немаме ние 100% дека трейдот ќе биде во профит и дека ќе излози take pro full target. Ама знаеме дека имаме систем долгорочен и знаеме што следиме. Кога ќе знаеме што следиме, тогаш чекаме тоа да се случи и се позиционираме. Она што треба да напоменам. Ако 4 сати чекаме lower high или higher low, секош ова сето што го зборував, значи 30 минути брейк на структура, 1 сат на engulfing, гледаме да е во зоната на интерес, значи внатре во зоната на интерес, или под зоната 5 до 10 пипа, во ситуација ако гледаме сел. Значи ова сето што зборував да се случува во зона на интерес или може да се случува 5 до 10 пипа под зона на интерес. Не е овде кај што е сега, не е овде, не најдолу. Во зона на интерес или околу зоната на интерес. И 30 минути брейк, 1 сат engulfing и тој, значи, retracement, односно таа, да речам, корекција што треба да се направи, сите патерни, се што учевме до сега треба да ни се случи во зоната на интерес. На помал таймфрейм и така во глатак имаме дека помалиот таймфрейм ни кажува дека зоната ни е валидна и дека трендот се променува и оди во наш правец, односно во правец кај што сме предвидели дека треба да оди.